Почтувана колешке Ристова, ова што го искажавте сега на крајот се однесува за работењето на централната власт наназад 6 години. Точно опишавте нула реализација со 1% раст на бруто домашниот производ. 1% е ништо да не се работи, проста репродукција. Ова толку прецизно кажавте, никаква работа. Ви благодарам за тоа, но да одиме со ред. Велите дека владата води грижа. Кога води грижа? На 6 месеци пред избори? Колешке Ристова. Сега се сетивте на македонските граѓани. Одиме понатаму. Криза имаше и во други времиња кога ВМРО беше на власт. Народот не осети ништо. Знаете ли зошто? Затоа што имаше економисти кои што знае што да прават. Одиме понатаму. 9-ти пакет на антикризни мерки. 9-ти пакет, граѓаните ви живеат се лошо и по-лошо. Какви се овие пакети на антикризни мерки? Одиме понатаму. Јас мислев 6% ќе биде покачувањето на пензиите, а вие ми потврдувате 5,3. Што ќе прават 150.000 пензионери со 14.000 денари? Колкаво ќе биде покачувањето кај нив? 600 денари? Вие имаше модел како да се покачуваат пензиите. Вие го укинавте, па повторно се вративте. И вие ми зборувате овде за модел на покачување на пензии кај нашите граѓани. Во исто време, никаква паралела не правите со порастот на трошоците. Никаква паралела. Што може со 14.000 пензионер да купи? Ништо. За 6-7.000 денари дава за лекови само. Зборувате за капитални инвестиции. Префрлање на пари за плати во ЕСМ, тоа ли се капитални инвестиции? Или давањето на парите за Бехтел и Енка 200 милиона? 265 милиона. Во делот на субвенциите во земјоделието, па колешке Ристова, земјоделието комплетно девастирано, уништено. Од 3600 пријавени и регистрирани земјоделци, кај на сега бројката е 2800. Зашто збориме сега ние овде тука? За цените на земјоделските производи кои што се не може да постигнат ни производна цена, а не па да покријат било какви други трошоци и за нив да остане. Нема веќе кој да работи, затоа што видоа дека нема никаков ЕСАП изминатите 6 години. Каде е тоа силно македонско земјоделство кое што ги хранеше македонските граѓани? Го уништивте. Зборувате за студенти, па денеска студентите кажуваат околу студентскиот оброк. И вие зборувате за грижа за студентите. Студентскиот оброк, исплатен ли е, дадени ли си финансиски средства? Не. Околу тоа да одиме на избори. Какви сакате избори во било кое време? Ви благодарам. Ви благодараме на вас.